Не сум чуден, само имам дислексија е насловот на проектот на кој членови на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн денеска ги презентираа резултатите од проведеното истражување за степенот на запознатост на наставниот кадар во основните училишта во општините Аеродром, Карпош, Центар и Кисела Вода. Дислексијата како состојба е многу малку третирана од страна на македонските стручни лица, што доведува до мали и сиромашни познавања, пред се на наставниците, кои први треба да го препознаат ова пореметување кај децата, а потоа и кај родителите, од кои се очекува да бидат поддршка за своите деца, кои покрај трудолюбивоста не успеваат да постигнат високи резултати како своите врсници. Младиот Дамјан Николовски, кој самиот е дислектичар, вели дека голем е процентот на средношколци дислектичари, но тврди дека доколку наставниците се квалитетно обучени за оваа проблематика, голема е можноста лицата со дислексија да постигнат голем успех во образованието. Учениците со дислексија најлесно се препознаат во кај учениците кои што се во оделенска настава, кога се уште мали, затоа што како растат веќе градат одбранбени стратегии кои што наставниците многу потешко може да ги забележат недостатоците. Симптомите на дислексија се недоволно добро развиено четиво за читање, пишување, преместување на буквите при читање, нагаѓање на зборови при читање, неможност убаво да се напишат буквите, проблеми со математиката, тоа се некои основни знаци по кои што може да се препознае дислексијата. Дислексичарите секогаш ќе покажат послат успех во однос на останатите ученици, особено во нашиот образовен систем кој што е тотално не адаптиран за нивните потреби. Сања Наумовска, која е мајка на дете со дислексија, проговори за моментот кога се појавиле првите симптоми кај нејзината ќерка, како и подоцнежните потешкоти со кои се соочуваат. Дислексијата кај мојата ќерка ја откривме кога имаше околу 7 години, бидејќи во тој период децата во училиште практично ги откриваат буквите и бројките, кои што подоцна во животот им представуваат проблем. Дислексијата практично во нашето формално образование представува потешкотија која што им оневозможува да го следат наставниот процес еднакво со другите деца, бидејќи имаат проблем во пишувањето, во читањето, во следењето на наставникот кој што пишува на табла, во одговарањето на писмените задачи, бидејќи во рамките на 1 час треба да се прочитаат, да се сватат и да се напишат задачите кои што им се зададени. За да не излезат од образовниот процес комплетно необразовани и изфрустрирани дислектичарите, Наумовска упати апел до наставниците да посветат поголемо внимание на часовите на децата кои имаат проблем навреме да го совладаат наставниот материјал. Доколку се работи со децата со дислексија, тие во животот можат да постигнат еднаков и поголем успех од нивните врсници, заради тоа што постојат методи во светот кои што се развиени за работа со децата со дислексија. Проблемот е што дислексијата не е дефинирана институционално како појава. Проблемот е што наставниот кадар нема насоки точно утврдени по кои методи треба да работи и да ги поттикнува децата да се развиваат. И резултатите од оваа состојба се што децата практично не само што излегуваат недоволно едуцирани од образовниот систем, туку излегуваат и многу искомплексирани и повлечени и недоволно социјализирани.